Денес, браќа и сестри, е 50-тиот ден после Пасхата Господова. И затоа е нарекуваме Света Петдесетница. Како што знаете, 40-тиот ден е Вознесението Господово, а 50-тиот ден е слегувањето на Духот Свети кој го бит Христос, дека ќе го испрази после Вознесението Негово. Нашиот Бог е Света Троица, и Отец, и Син, и Свети. Тоа Бог што не ја нарушува повелбата или заповедта Божја дека еден е Господ. Еден е Отец, еден е Господ. Меѓутоа, тој Бог наш, христијански, има и Син и Дух Свети. За Духот Свети се зборувало уште претходно дека Бог е Дух и се што чини како Дух. Тоа значи никој не може да го види, никој не може да го опише. Тоа одавна уште во Стариот Завет е објавено. Господ не му се објавува на Моисеја, како што е. Не затоа што може би не сака Господ, туку затоа што Моисеј не може да го издржи тоа, не знае. Ние луѓето не сме навикнати на друга природа да гледаме освен створената природа. Како е природата да не створениот Бог, никој не ја знае. И ти може да ја знае. Меѓутоа, она што Бог ни го откри, а денеска се потврдува, е дека е Отец и Син и Свети Дух. И секоја од тие три личности има своја икономија или домостроителство, како го преведуваме грчкиот термин икономија. Отец благословува, Синот се воплотува, а Духот Свети соработува. Само тоа го знаеме личностите на Светата Троица, ама тоа е повеќе од доволно за нас луѓето да сватиме една голема вистина. Дека Господ не е самец, дека Господ не е ладнокрвен судија, ако е самец. Туку го има Синот кој го љуби, меѓутоа таа љубов не завршува во двајца, зашто љубовта во двајца може да биде и егоистична. Те сакам зашто ме сакаш. Ама напредува оваа љубов Божја во Троица и во Духот Свети кој е секогаш потврда на љубовта Божја. Затоа ние го славиме Бога како Света Троица, ама го славиме затоа и како совршен Бог. Нема друго поголемно од тоа. Да се љуби некој во Троица, а во Троицата, во третото лице, во Духот Свети сме собрани сите ние. Значи не е само три, него и милијада Света Троица, зашто не собира сите во Духот Свети Господ. Тоа е совршена љубов. Совршено постоење во што не само совршена љубов, туку совршено постоење. Зашто што некој постои како Троица, постои како совршенство. Тоа ни го покажува денешниот празник, дека Духот Свети кој ни го вети Христа дека ќе го испрати да го замени неговото отсуство, уште действува векови после неговото ветување, после неговото испраќање. И затоа ние го славиме денот на Петдесетницата секоја година. Не затоа што некогаш прекинал Духот Свети да слегува,
И сега наново ни е потребна оваа 50-ница, за да го измолиме пак да слегува. Тој непрекинато слегува повеќе од 20 века. Ама она што е важно за нас да се спомнуваме за добрите работи. А едно од најдобрите работи што му се случија на човештвото е што Христос го испрати Духот Свети. И ако Отец, уште при стварањето на светот, го створи преку Духот Свети. Како вели во Стариот Завет, и Духот Божи лепдеше над водата. Што значи ништо од овој свет што е створено не е створено без Духот Свети. Во Духот Свети се собираме сите ние, браќа и сестри. Подобро речено, нешто ние се собираме за да го конституираме, туку Духот Свети не собира сите нас. И ние стануваме една честица во Него. Ама за тоа стануваме свесни во црквата. Многу луѓе се во Духот Свети. Не се ограничува тој само на тие луѓе кои сме денес собрани во црквата. Целата створена природа ја содржи Духот Свети. Ама многу е важно да знаеме свесно и совесно каде припаѓаме. А ние припаѓаме на Духот Свети. Не припаѓаме како што некои припадници си прават на тој и тој клан, на тоа и тоа семејство, во таа и таа држава. Не, нашето припаѓање е припаѓање на Духот Свети. А Духот Свети е секаде. Не само во оваа планета, колкава е оваа планета, голема. Не само во Млечниот пат кој се нарекува созвездие овде околу Сонцето, туку во целата створена природа. Не може човек ни да го замисли тоа. Таму е Духот Свети, зашто Духот Свети соработува при стварањето на оваа створена природа. Што значи е многу поширок од се, многу подлабок од се, многу повисок од се. Ако тоа го доживуваме, го разбираме колку што можеме, не велиме дека се можеме да разбереме, зашто оние дејства кои се толку длабоко извршени од Духот Божи, не можеме да ги разбереме. Или ќе требаат години, а да не речеме и векови, за по нешто да разбереме овде, да ни се открие нешто. Гледате колку векови беше потребно за да стигне човечеството од стварањето на светот до Мојсеја, кога Господ му откри некои работи и ние ги познавме како е створено овој свет. Денес на празникот на Петдесетница или празникот на Духот Свети треба за тоа најмногу да имаме чувство и внимание да посветиме кон тоа, дека се е создадено и створено е, значи, во Духот Свети. Духот Свети е третото лице на Светата Троица, која како магнет не собира сите нас. Не собира за вечен живот. Зошто друго би не собирал? Зошто би било нашето место? И каде би било нашето место, ако не во вечност? Колку би бил безсмислен овој живот, ако ја немаме вечност? Меѓутоа, Господ, како што ни го вели Духот Свети, и ни го испрати, не само го вели, така ни ја вети и вечноста. Сега, ако имаме вера, тоа се викали доверба во зборовите Господови, тогаш ќе можеме да си ја живееме вечноста уште сега и овде.
И ништо не ќе може да не расплати од таа вечност. Овој свет не е вечен. Ќе има еднаш катаклизм. Меѓутоа, овој свет во духот свети е вечен, затоа што може да би понатаму да не изгледа ваков како што го гледаме. Ама нели вели Господ, дојдов да создадам ново небо и нова земја. Со кога ќе ги создаде? Преку Духот Свети. Тој е оној кој му соработува и на Отца и на Сина. Во сите дејства кои ги прават за спасение на овој свет. Затоа, браќа и сестри, милоста Божја очигледно на нас заиствува. Токму гледаме на овие празници колку е значајна и действителна милоста Божја. Зашто без таа милост Божја ние не ќе можеме ништо да направиме. Тоа многу е подобро да биде свесен човек дека ништо не може без Бога уште сега и уште за време на живот. Да не биде понатаму и доцна за тоа, зашто за некој работи како што не учи искуството, доцна станува кога ќе ги сватиме, односно со последици се. Ама, штом сега знаеме дека Духот Свети е испратен за да не води во животот за да стигнеме до ветеното царство, тогаш да се трудиме овој живот да го поминеме благоугодно на Духот Божи. И уште нешто да додадам, денеска е 50-ница и потребно е да не собере Духот Свети кој не собери сите во црква, а не на гробишта. Крушевчани има добра навика, знаат дека на задушница се оди на гробишта, меѓутоа некои, како што разбрав посредно, и денес одат на гробишта. Секогаш да знаете, на голем празник. Празникот е празник посветен на животот вечен. Дали сте тука или сте на гробишта, има огромно значење. Затоа што на гробишта може човек и да тажи по животот, а овде ќе има елан за животот. Затоа на големите празници, какви што се велики, какви што се Божи, богојавлени, или овој ден на 50-ницата треба да бидеме во црква. Затоа тоа ќе значи дека знаеме да си го одредиме животот, што сакаме во животот. Ја сакаме смртта, па на голем празник, зашто е вчера, сите нека и требаше да не соберат гробиштата вчера, сите, да ги спомениме нашите покојни и да му речеме на Господа без нашите покојни, што ќе ни е Царството Божјо, тоа значи вчерашниот ден. Ама денес ги привлекуваме покојниците кон нас, да дојдат тие во црква и да знаат дека нема спасение без црквата. Тоа сакам да го спомнам, затоа што разбрав дека некои луѓе и денес одат на гробишта. Да не бидеме како незнаеци и како оние кои не се поучени од самиот Господ, од Господ Исус Христос. Ние сме поучени и знаеме, и го знаеме недосадно и знаеме дека денес не се оди на гробишта како на ниеден друг голем празник. Вие знаете дека од Божјите богојавлени или првата недела после воскресение не се прави ниту помен, голем помен. Не се прави ниту помен. 40 дена некој ако се упокои не се прави тогаш. Зошто? Затоа што ние не ја славиме смртта. И не правиме ништо по обичај, затоа што обичај било така.
туку се имал логично објаснување затоа што го така го пријавме од Господи Бога и Спасител наш, кој се ни откри што е потребно за спасение. Затоа црквата да не собира во сите овие денови кога се големи празници и нека не спасува во сите векови. Многая лета, многая лета, многая лета.